Добар ден на сите. Советот на странски инвеститори како една од своите главни активности има утврдено потребата за создавање на квалитетен образовен кадар, кој веднаш по завршувањето на самото образование ќе биде способен да се вклучи целосно во процесот на работа на компаниите од дејноста во која што тој доаѓа. Знаеме дека не ова едноставно се постигне и дека е потребна целосна соработка од сите застигнати страни во процесот на создавање на квалитетен стручен кадар. И токму од тие причини започнуваме соработка со еден факултетите во Македонија кои создаваат образовен кадар во делот на машинство, еднозначно за Македонија и за стопанството. На оваа пресконференција ќе се потпише и меморандум за соработка помеѓу Советот на странски инвеститори и Машинскиот факултет во Скопје, а само сакам да нагласам дека и воедно и Стопанската комора на Македонија веќе има потпишана меморандум за соработка со Универзитетот Свети Кирил и Методи, со тоа што се продолбочува и со конкретни факултети од самиот универзитет во оваа соработка. Се надеваме дека оваа соработка ќе биде само почеток на воспоставување на партнерство и со други високообразовни институции, но и со средните училишта кои создаваат технички спремен кадар кој е еднакво значаен за стопанствениците. И му дала збор на господинот Наваро да ја обврсти целта на самиот меморандум за соработка. Dear representatives of the media, thank you for coming on today's press conference of the Foreign Investor Council. Почитувани представници на медиумите, ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на Советот на странски инвеститори. The problem of insufficient qualified staff to the needs of the economy and lack of efficiency of the labor market is of utmost importance, not only for the companies in achieving their development plans and inclusion in the processes of globalization which sharpen competition, but for the country as a whole. Проблемот на недоволен стручен кадар за потребите на стопанството и недоволната ефикасност на пазарот на труд се од голема важност. Тоа е важно не само за стопанските субјекти во остварувањето на нивните развојни цели и планови, туку и за вклучување во процесите на глобализација со изострена конкуренција и за земјата во целина. It is necessary to actualize the problems and issues related to employment in the economy, which refers to the efficiency of the labor market, supply and demand in the labor market, providing with quality professionals who produce educational system, the preconditions for the private sector as a creator of job creation, the obstacles to labor mobility, and providing increased skills and knowledge. Потребно е да се актуализираат проблемите и прашањата поврзани со вработувањето во стопанството, а кои се однесуваат на ефикасноста на пазарот на труд, понудата и побарувачката на работна сила на пазарот, обезбеденоста со квалитетни стручни кадри кои ги продуцира образовниот систем, предусловите за приватниот сектор да создава работни места, пречките во мобилноста на работната сила, обезбедувањето со зголемени вештини и знаења. In this regard, the Foreign Investor Council raised initiatives and activities for the development of vocational education in Macedonia, which will be beneficial for the businessmen in the country and will contribute to the creation of qualified staff internationally. We believe that universities and faculties are educational institutions offering such education and are basic channels to provide qualified staff in the country. Во таа насока, Советот на странски инвеститори покренува разни иницијативи и активности за развој на стручното образование во Македонија. Тоа е во полза на стопанствениците во државата, а ќе допринесе и до создавање на квалификуван кадар во меѓународни рамки. Сметаме дека токму универзитетите и факултетите се институциите кои нудат вакво образование и се основните канали за обезбедување на квалификуван кадар во државата. Starting from this, the Council started cooperation with higher education institutions through signing of Memorandum of Cooperation with one main purpose for a common strategic direction and execution of joint activities in the future development of the educational processes. Mechanical Faculty in Skopje is a higher education institution that has over 50 years experience and knowledge in creating high-quality educational staff needed for almost every single company in the country. Precisely their knowledge and experience on the one hand and the needs of the economy on the other will contribute for the development of mechanical engineering
in Macedonia and will follow all world trends in this sphere. Тргнувајќи од ова, Советот започна со соработка со високообразовни институции преку потпишување на меморандумот за соработка, чија основна цел е заедничко стратешко насочување и преземање заеднички активности во иднина за развој на образовниот процес. Машинскиот факултет во Скопје е високообразовна институција со повеќе од 50 години искуство и знаење во создавање на квалитетен високообразован кадар, кој е потребен речиси за секоја една компанија во државата. Токму нивното значење и искуство од една страна и потребите на стопанството од друга ќе допринесат за развојот на машинството во Македонија и за следење на сите светски трендови. The two institutions will cooperate in the field of organizing and conducting research projects and mutual exchange of information on the results of the research, as well as in the organization of joint events such as seminars and conferences. Двете институции ќе соработуваат во делот на организирање и спроведување на истражувачки проекти и взаемна размена на информации од резултатите од таквите истражувања, како и во делот на организирање на заеднички настани, семинари, конференции и сл. Will be conducted mutual exchange of information on academic activities and planned university development, and will be organized the participation of scientific and professional meetings, conferences, symposiums, and other forms of education. Ќе се врши заедничка размена на информации за академските активности и планираниот универзитетски развој и ќе се организира учество на научни и професионални состаноци, конференции, симпозиуми и други форми на образование. The main goal is to provide quality internship programs for students from mechanical engineering and members companies of the Council, and to exchange experience and best practice through appearances by representatives of the Council in teaching activities of the mechanical faculty. Основната цел е да се обезбеди квалитетна практична работа за студентите на Машинскиот факултет при компаниите од Советот и размена на искуства и најдобри практики преку гостување на представници од Советот во наставата на Машинскиот факултет. We consider that quality internship for students is very important for the Macedonian students because through this type of practice it is provide quality future staff for the companies. Веруваме дека квалитетното образование и квалитетната практична работа за студентите при факултетите во Македонија е од огромно значење, затоа што на тој начин се обезбедува и квалитетна работна сила штом тие студенти излезат од факултети. Internship should be mandatory for each faculty and to last longer because students can learn more for the companies is they functioning through this type of learning. Практичната настава треба да биде задолжителна во секој факултет и треба да трае подолго од она што трае сега, затоа што на тој начин студентите се здобиваат со знаења што потоа им помагаат да се снајдат на пазарот на трудот. Quality internship programs for the student represent assumption for future quality staff. Also, by sharing our experience and knowledge with the students, we can expect more prepared staff according to the needs of the companies. This memorandum represents an initial mechanism for formalization of this collaboration, and we expect immediately to begin with its implementation in order to meet the established goals on it. Now, I will give the word to the Dean of Mechanical Faculty, Mr. Kosov. Квалитетните програми за практична настава и практична работа за секој факултет понатаму представуваат и можност за успех на секој студент кој што ќе помине низ една таква практична обука. Исто така, преку тоа што ќе го споделуваме нашето искуство со студентите кои што присуствуваат на таквата практична работа, ние им помагаме подоцна да се докажат како квалитетна работна сила. Овој меморандум представува почетен механизам за официализирање на соработката и очекуваме веднаш да започнеме со негово спроведување. На тој начин ќе ги исполниме и утврдените цели во меморандумот. Ви благодарам. Сега му го давам зборот на господин Атанас Кочов, декан на Машинскиот факултет. Декан на Машинскиот факултет во Скопје, кој што со својата 56 годишна традиција во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што оваа година прослави 66 години од постоење,
е препознат од страна на странските инвеститори како институција која што произведува високо квалитетен кадар кој што умее да се соочи со предизвиците на новите технологии и технологии кои што се употребуваат и од страна на странските инвеститори во Република Македонија. Она што посебно нас не радува, што таа соработка се продолбочува се повеќе, посебно со подпишување на меморандумот за разбирање денеска, бидејќи се отвараат можностите за зголемен број на проекти кои што ќе бидат од апликативен или пак од научно-истражувачки тип. И она што е посебно важно, да се отворат вратите за нашите студенти да работат на реални проблеми во рамките на компаниите. Морам да напоменам дека ние веќе во ArcelorMittal имаме 5 студенти кои што работат на реални проблеми и ја работат својата дипломска работа, веќе во тек и оглас од страна на Johnson Matthey, на кој што нашите студенти може да се пријават и да работат на исто така на реални проблеми. Но не е проблемот само во тоа и идејата на подпишувањето на ваквиот меморандум, туку во тоа што на овој начин се отвара можност да нашите студенти преку овој меморандум за разбирање можат да работат и да извршуваат практична настава и во она што значи научно-истражувачки центри кои што овие странски компании ги имаат насекаде во Европа или во светот. Тоа веќе го разговаравме со господинот Наваро, да наши студенти заминуваат во некои од компаниите, односно представништвата на ArcelorMittal и таму да работат на различни проекти. Се разбира, ова допринесува за се поголемо подобрување на квалитетниот кадар кој што ние го произведуваме кај нас на Машинскиот факултет во Скопје. Морам да кажам дека досега не се случило со сите овие промени кои што ги правиме во наставните планови и програми, наш студент да биде вратен од било која од компаниите во Македонија или пак надвор од компанијата од Македонија, бидејќи имаме наши студенти кои што се на последипломски или докторски студии на секаде во светот и навистина би ни било драго да истите тие се вратат во Македонија и да допринесат со целото свое знаење и соработка ни со овие компании да допринесат во севкупниот општествено-економски развој во нашата држава. Се надевам дека овој интензитет на соработка и понатаму ќе се зајакнува во Република Македонија и дека ваквиот пат ќе го пратат и се поголем дел од компаниите кои што се македонски компании, дека ќе ги преземат студентите во своите организации, бидејќи само низ една практична настава и низ една заедничка соработка и низ заеднички проекти можеме да постигнеме резултати. Ви благодарам. Salaries, it's not the main point that we are discussing with this memorandum, because salary is something that is not established ni for the university ni for the companies. The salaries are something established by the market, the offer and the demand. What we need is to have more companies operating in Macedonia, and we need good students to operate in those companies. I think the level of salary, which will increase the demand for the companies, will naturally will raise, but the market will establish these salaries, not the company. Морам да кажам дека платите не се главна точка на разговор при подпишувањето на овој меморандум, затоа што платите не можат да ги определуваат факултетите. Платата ја определува пазарот на трудот, односно понудата и побарувачката за работна сила на пазарот на трудот. За нас е важно да имаме што повеќе добри фирми во Република Македонија кои што ќе функционираат успешно и да имаме студенти со квалитетно образование, со квалитетно високо образование кои што ќе можат да работат во тие фирми. Колку повеќе фирми има што функционираат успешно, платите природно ќе растат. The political situation, first of all, business people, we are not entering in the politics of the country. But what we can say is that foreign companies are not in their productions and in their sales and profit are not affected today for this situation for the current companies that are already established in Macedonia. Of course, this political situation is generating some worries about future investments, that we think that in the next weeks the whole country will overcome this situation
and we'll continue with the normal activities that we were having in the past. Пред се морам да кажам дека ние тука сме делом луѓе, дека наша работа не е да ја коментираме политиката на една земја. Меѓутоа, можам да кажам дека за странските фирми кои што во моментов работат во Македонија, значи оние што веќе имаат инвестирано, те не се под влијание на политичката криза, односно сите производствени процеси, профитите и продажбата на производите не е засегната од оваа политичка криза. Се разбира дека тековната политичка ситуација предизвикува загриженост за идните инвестиции, идните инвестирања во земјата, меѓутоа јас искрено се надевам дека во следниве неколку недели ќе се реши ова политичко прашање и дека работите повторно ќе се вратат во нормала. За да не бидам погрешно разбран, значи дипломите кои што ги добиваат нашите студенти при Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје се признати насекаде во светот. Тоа значи дека имаме студенти кои што своето школување го имаат продолжено и во Европа и пошироко од Европа, односно и во Америка имаме голем број на студенти кои што се запишани на последипломски студии или на докторски студии. Тоа покажува дека кадарот кој што го произведуваме е високо квалитетен кадар и е признат насекаде во светот. Она што е другиот дел од прашањето, искрено се надевам дека најголемиот дел од младите кои што се заминати дека ќе се вратат тука и дека целото свое знаење стекнато ќе го споделат со своите пријатели, другари, колеги за сеопштото добро на Република Македонија. Имено и јас самиот заминував 2 пати во Америка и на докторски и на последокторски студии, повторно се вратив тука да сето тоа го споделиме, а сепак сите тие контакти да останат и понатаму, за да едноставно бенефитите од нашите престои таму бидат искористени од други наши колеги. Ние секоја година правиме истражување кога имаме дипломирање, кога имаме промоција на дипломираните студенти. Морам да споменам 2 податока кои што се навистина важни. Минатата година, во 2014 година, кога правевме истражување при промоцијата, 74% од студентите веќе беа вработени во Република Македонија, што представуваше посебно задоволство. Од вкупниот број на промовираните студенти, не ме држите точно за збор, меѓутоа мислам дека беше меѓу 12 и 15% беа оние кои што се вработени во странските компании во Република Македонија. Меѓутоа зборувам само за онаа генерација која што ја промовиравме во 2014 година. Но треба да имаме во предвид дека кај странските инвеститори имаме голем број на машински инженери кои што претходно биле вработени на други места, а сега се кај нив заради потребата и барањата кои што компаниите ги поставуваат. Она кое што е посебно важно е дека студиските програми кои што ги нудиме на студентите се современи и постојано, еве веќе 3-та година одиме со новите студиски програми кои што се подготвени согласно потребите на пазарот на трудот. Едноставно и самите постојано правиме само евалуација за да видиме што е она што е од интерес за стопанството во Република Македонија. Морам да напоменам дека подеднакво се бараат сите струки согласно какви се токовите кои што се случуваат. Например, во последно време имаме развој на хидросекторот во енергетскиот сектор во Република Македонија, така да и тие студенти кои што се на насоките хидравлично инженерство, автоматика и флуидно инженерство се доста барани. Меѓутоа, она кое што исто така значително, тоа се студентите кои што се од индустријски дизајн. Тоа е студиска програма која што ни е направена во соработка со Универзитетот во Ахен и студентите од индустријско инженерство и менеджмент кои што исто така се бараат. Но во последно време се повеќе се бараат студентите кои што се од насоката производно машинство, каде што се применуваат новите техники и технологии кои што во суштина и компаниите се почесто ги применуваат во текот на производството. Јас морам да напоменам дека Машинскиот факултет во Скопје практичната настава ја спроведува веќе можеби 10 и повеќе години наназад, бидејќи тоа е дел од студиските програми, посебно за студентите кои што се од 3-та и 4-та година. Она што денеска се случува да и официјално да не одиме една по една со компаниите, него да имаме еден генерален меморандум за разбирање и за соработка, за да можат
во текот на летниот период, подолг временски период да поминуваат студентите на практична настава и да работат на реални проблеми, на реални проекти кои што компаниите ќе ги зададат. Апсолутно. Она што го напоменав во рамките на соработката помеѓу Универзитетот Свети Кирил и Методи и Стопанската комора на Македонија, има меморандум за разбирање каде што и македонските компании ги прифаќаат нашите студенти и работат исто така практична настава кај нив.